Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. Веќе стана навика Дачија да го тресе автомобилскиот пазар. Првото сеизмичко движење го направи со Логан, второто се уште трае со кросоверот Дастер, додека Спринг најавува тектонско изместување, овој пат со електричниот погон со крајно рационален и прагматичен пристап. Ние бевме во Париз да го провериме тоа. Предност ке им дадеме на новитетите кои пристигнаа од сите страни. Ке ве подсетиме на минатото и ке ве усмериме кон иднината. Започнуваме со новостите поврзани со старите добри автомобили со термички мотори. За прв пат откако пред 5 години беше представена, Форд детално ја обнови Фиеста. Во моментов најмалиот модел на марката доби пософистициран изглед кој му го даваат изменетиот браник и поголемата маска. Амблемот на марката, синиот овал, сега е поставен на неа, а редизајнираните светла стандардно се со LED технологија. Украсните детали на каросеријата се разликуваат во зависност од изведбата, а задните светла добија минимални промени. Тривратната верзија и понатаму останува во понудата, а задржана е и комерцијалната варијанта без задни седишта. Редизајнот ја зафати и внатрешноста во која дигиталната инструмент табла го менува изгледот во зависност од избраниот режим на возење. Централниот екран е поголем, а инфозабавниот систем поддржува повеќе начини на конективност. Возачот далечински преку телефон може да го отклучи, заклучи или стартува возилото, а опременоста е дополнета со денес незаобиколните електронски асистенти и безбедносни системи. Меѓу нив се и предупредувањата за возило во мртвите агли и влегување во погрешна насока на сообраќајот. Најслабиот агрегат е исфрлен од моторната понуда и таа сега започнува со 100 коњската верзија на 1-литарскиот EcoBoost. Неговите изведби со 125 и 155 коњски сили се опремени со блага хибридна технологија со која се подобрува ефикасноста. Врелата ST верзија и понатаму располага со 200 коњски сили, но со повисок и пошироко распореден вртежен момент кој дава поголема живост. Цените за обновената Фиеста се уште не се објавени, а првите испораки се предвидени за почетокот на идната година. Надминувајќи ги сите технички, финансиски и административни проблеми, Риван стана првата американска марка која започна со серијско производство на електричен пикап, означувајќи почеток на една нова ера во понатамошната моторизација. Моментот беше одбележан со испораката на првото возило на срекниот купувач. Во Риван се скромни по прогнозите и засега не објавуваат колкави се реалните планови за производство, но потенцираат дека нивната фабрика во местото Нормал во Илиноис е подготвена да работи без застој. Моделот RT1 представен уште во 2018 година засега доаѓа со 4 електромотори со вкупно 835 коњски сили и автономија од 500 км. Во спецификациите е наведено дека до 96 км на час забрзува за помалку од 3 секунди, додека може да влече приколка до 5 тони и да прегази вода длабока до 90 см. Неговата цена стартува од $73,000, а идната година ќе бидат лансирани и една поевтина верзија со 2 електромотори и една поскапа со поголема автономија.
Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Веќе не се прашува дали електриката е иднината на мобилизацијата, туку од како произведена струја ќе се движат возилата. Сегашното решение со батерии се напаѓа со водород, чие користење би донело исклучување на скапите и тешки акумулатори од возилата. Hyundai е една од повеќето компании што интензивно работат на развојот на водородниот погон, а додека Renault стигна до втората фаза на возилата со батерија. Потполно електричната верзија на HR-V ќе почека уште некое време, а до тогаш популарниот кросовер потврди со своето освежување дека електрификацијата ќе биде во фокусот на Honda во Европа. Тој се придружи на Honda Jazz, но со зголемен капацитет на батеријата за 25%, моќноста на моторот ќе биде 131 конска сила, а максималниот вртежен момент ќе достигне 253 Нм. Во споредба со неговиот претходник, хибридниот HR-V и HEV има подсврста структура на каросеријата и обемни подобрувања на потпирањето, управувањето и сопирачките. Целта е да се зголеми удобноста и динамиката на возењето. Новиот модел ќе биде на европскиот пазар на почетокот на следната година. Додека другите производители декларативно објавуваат датум до кога би се трансформирале во климатски неутрални компании, Hyundai конкретно и прецизно ги представи своите планови. Обврзувајќи се тоа да го стори до 2045 година, стратегијата на корејската компанија е базирана на 3 основи: чиста мобилност, платформи од наредната генерација и зелена енергија. Голема улога во тоа ќе имаат возилата со нулти емисии, чие учество во продажбата до 2030 година треба да изнесува 30%, а до 2040 80%. Почнувајќи од средината на тој период во Европа нема повеќе да се нудат возила со мотори со внатрешно согорување, туку само електрични со горивни келии. Во водородот се гледа голем потенцијал за иднината и досегашното искуство во 2023 година треба да биде преточено во нов ваков модел. Новите fuel cell системи од третата генерација веќе се изготвени во две изведби со 100 и 200 киловати моќност.
Помалиот склоп за 30% има редуцирани димензии што го олеснува неговото користење во повеќе типови автомобили, додека поголемиот е наменет за комерцијалните возила. Покрај намалувањето на цените на овие системи се очекува да се зголеми нивната трајност од сегашните 160.000 на половина милион поминати километри. Токму тоа треба да биде клучен фактор за нивно прифаќање како алтернатива на возилата со батерии. При конструирањето е водено сметка и за флексибилноста и модуларноста, што овозможува комбинирање до 10 вакви единици за различни примени. Верувајќи во својата технологија, Hyundai за демонстрација намени и концепт на спортски автомобил со погон на водород. Наречен Vision FK, тој има максимална можност од 680 конски сили и може да забрза до 100 км на час за помалку од 4 секунди. Во неговиот развој има учество и хрватскиот Rimac, а со комбинирање со плагин способностите се очекува да има автономија од повеќе од 600 км. Своја задача во користењето на водородот како гориво доби и Kia, на која и е доверен развојот на возила за воени намени и тешки теренски задачи. Планот предвидува изготвување системи горивни келии и за други примени, како што се теренските генератори за производство на струја. Првите апликации треба да бидат понудени на наменскиот сектор во 2028 година. Со преструктурирањето напјавено на почетокот на годинава, групата Рено доби уште еден бренд. Наречен е и Mobilize и ќе нуди флотни решенија за големи купувачи, таксисти и слични сервиси. Првиот нивни модел кој ќе добие задача да го пробие пазарниот мраз веќе е представен и ќе биде понуден во втората половина на идната година. Самиот негов назив Limo кажува дека се работи за седан со 4 врати кој според големината спаѓа во D-сегментот. Креиран е во соработка со кинескиот Jiangling, а го задвижува електромотор со максимални 150 конски сили. Забрзувањето до 100 км на час трае 9,6 секунди, а најголемата брзина е ограничена на 140. Вградената литиум-ионска батерија има капацитет од 60 кВт и нуди автономија од околу 450 км. Со помош на брз полнач таа за 40 минути ќе се дополни за поминување на 250 км, што не се бројки кои ќе фасцинираат. Но затоа, оваа лимузина се истакнува со просторот во внатрешноста, посебно за колената на патниците на задните седишта. Влегувањето и излегувањето е олеснето со вратите кои изразено широко се отвораат, а багажникот има волумен од 411 литри. Возачот може да бира меѓу 3 режими на возење, а внатрешноста и покрај дигиталната инструмент табла не изгледа многу модерна. Во опременоста нема никакви изненадувања, ни позитивни, ни негативни, така што останува само да видиме дали цената ќе изненади. Кунташ е збор од тосканскиот сленг со кога се искажува во одушевување, восхитување и посакување. Најмногу се користел кога би се воочела некоја атрактивна девојка. Се до 1974 година, кога при првото интерно прикажување на новиот модел на Ламборгини некој од присутните извикал «Кунташ!».
Така, името го доби епскиот модел кој се одржа во производство цели 16 години, а голем дел од неговите сопственици го изговараа според англискиот, а не италијанскиот правопис, од каде се прошири погрешното именување како Countach. Во чест на 50 годишнината од првото појавување на Lamborghini Countach, италијанскиот производител подготви негова современа верзија. Ретро изгледот на овој еден од најпознатите суперавтомобили во историјата верно е задржан, но се останатото е модерно. Од Lamborghini за него ќе кажат дека е толку важен што едноставно морале да продолжат со неговата еволуција, макар и со децении за доцнување. Со полн назив Countach LPI 800-4, неговата каросерија од јаглеродни влакна подсетува на оригиналот од кој аголи да се погледне. Базиран е на ултимативниот Сијан и го задвижува 6,5-литарскиот V12 мотор со 780 конски сили, хибридно засилен со електромотор со дополнителни 34 коњи. Менувачот е автоматизиран со 7 степени на пренос, а погонот е на сите 4 тркала, напред од 20, а назад од 21 инч. Сето ова е доволно за максимална брзина од 355 км на час и забрзување до првите 100 за 2,8 секунди. Ова е постигнато со обемно користење на лесни материјали, со кои тежината е задржана на малку над 1500 кг. За безбедно запирање се грижат карбон керамичките дискови, а за максимално прилепување во свијоците Pirelli P0 Corsa пневматици. Внатрешноста е на ниво какво може да се очекува од еден ваков автомобил со најфини материјали, најнови технологии и спортски седишта и управувач. Интересен факт е што резервоарот на новиот Countach има зафатнина од 70 литри, а багажникот од 63. Lamborghini не ја соопшти цената на модерниот Countach, кој ќе биде произведен во 112 примероци, бидејќи сите веќе се распродадени. Првите испораки се очекуваат на почетокот на идната година, а оригиналниот Countach се произведуваше од 1974 до 1990 година и беа направени точно 1983 примероци. Класичното оделение на Јагуар продолжува со убавата традиција за оживување на легендарните автомобили на марката. Овој пат на ред дојде двојниот победник на 24-часовната трка во Леман, моделот C-Type од 1951 година. Прекрасниот отворен болид е изработен според оригиналните методи и спецификации, вклучувајќи го и неговиот 3,4 литарски 6-цилиндричен мотор. Од него со помош на 3 карбуратори се извлечени 220 конски сили, кои, иако денеска изгледаат скромно, тогаш му ги донесоа победите во Леман со просечни повеќе од 160 км на час, што представуваше рекорд. За кротење на брзината се грижеа диск со пирачки на сите 4 тркала, развиени со помош на Dunlop, што беше прва нивна употреба во историјата на трките. Од Јагуар не објавија колку точно примероци ќе направат и по која цена ќе ги продаваат, но истакнаа дека нивните купувачи може да бираат помеѓу 12 бои на надворешноста и 8 на внатрешноста. Од оригиналниот C-Type беа произведени вкупно 53 примероци.
Не е само кунташ вратен од историските записи. Нисан вешто го негува своето спортско купе повеќе од 5 децении. Зад буквата Z се крие низа од 6 последователни модели, а сега во игра влегува 7-та генерација. Истиот рецепт го задржа и Subaru за успешната им преца WRX, наменета за Америка, каде се очекува ST изведба од 400 коњи. Нема повеќе бројки, остана само една буква затоа што таа се кажува. Нисан ја представи најновата генерација на својот спортист, сега означен само како Z. Се започна на крајот од 60-тите години, кога на тогашен Datsun му требаше модел со кој купувачите ќе престанат да го сметаат за производител на ефтини и безлични возила. Јапонците својски се потрудија и успеаа во тоа. Datsun 240Z стана автомобилска икона со која марката која подоцна го смени името во Nissan се идентификуваше низ целиот свет. Се редеа генерациите, а бројките кои ја покажаа големината на моторот растеа се до 370. Сега, после 13 години, Nissan одлучи да ги исфрли, бидејќи овој модел пред своите влюбеници веќе подолго време самоуверено настапува, а тие фанатично го поздравија доаѓањето на оваа 7-ма поред генерација, која го наследува најдоброто од сите пред неа. Дизајнот е исчистен од целата шминка и сите линии и детали се едноставни, со благ ретро изглед без робување на трендовите. Напред подсетува на оригиналот од 1969-та, назад на најуспешната 4-та генерација, а силуетата останува препознатливо заоблена. Се е складно интерпретирано во една динамична форма во која никој не може да најде замерка. Интериерот е интересна мешавина на класичното и модерното, кое на еден дигитален начин ја комплетира традицијата, бидејќи во денешно време поинаку и не може. Рамнотежа во компромисот е постигната и со механиката која во голема мерка почива на досегашната генерација. Модификациите се направени само таму каде што можело да се подобри, оставајќи возните својства што ги обезбедува да кажуваат сами за себе. Моторот, позаимен од Infiniti, е 3-литарски турбо V6 со 400 коњи, за кои се очекува да изгалопираат до 100 км на час за помалку од 5 секунди. Точната бројка Nissan ја крие. Сите ќе ги поздрават задржувањето на погонот само на задните тркала и 6-степениот мануелен менувач, иако ќе може да се добие и со 9-степен автоматски. Можеби нема да му ја поздрават цената која исто така е непозната, но тоа воопшто нема да го искриви патот трасиран од 1,8 милиони негови претходници по кој овој модел ќе продолжи да вози. Издвојувајќи го WRX од семејството на Импреца како посебен модел, Subaru се здоби со нова целна група купувачи, посебно во Америка. Нивниот број не е кој знае колку голем, но доволно е стабилен за јапонскиот производител да вложи доста труд во неговата втора генерација. Таа, како и претходната, е достапна само во седан изведба со 4 врати, сега поставена на нова платформа. Задржувајќи ги визуелните карактеристики на останатата гама, однадвор веднаш се забележуваат модерните LED светла, маската со остри линии, агресивните браници и хаубата со големиот отвор за воздух. Под неа се крие нов 2,4 литарски турбобоксер со 271 коњска сила, кој во духот на традицијата на марката ги задвижува сите 4 тркала. Менувачот е 6-степен мануелен или цевете автоматски, а карактеристика е што класичната рачна сопирачка е задржана.
Внатрешноста насочена кон возачот е наоружена со спортски рекароседишта и предимenzionиран екран чувствителен на допир, покрај кои се уште се наоѓаат копчињата за клима уредот и радиото. Новост е воведувањето на ГТ изведбата која има прилагодување на работата на амортизерите, управувачот и моторот. Продажбата на овој модел, кој нема да стигне до Европа, ќе започне идната година, кога се очекува и моќната STI изведба со околу 400 коњи. Како што најавивме на самиот почеток на емисијата, ќе имаме мал ексклузивитет, а тоа е првото возење на Dacia Spring. Не успеавме во март поради пандемијата да бидеме присутни на таа презентација, но сега имаме шанса да се соочиме со Spring. Што е тоа? Електричен автомобил кој сака да моторизира поголем дел од Европа, и тоа на струја. Поради неговата ниска цена и прифатливата концепција која ја нуди, Dacia е на добар пат тоа и да го исполни. По димензии Spring припаѓа во категоријата на најмали автомобили, каде веќе е добро познато триото Volkswagen Up, Seat Mii и Skoda Citigo, како и братскиот Renault Twingo. Првата предност му е цената која во земјите на Европската Унија е поставена на 20.990 евра, а во зависност од регулативите на земјите членки, субвенциите може да го доведат до цена пониска од 11.000 евра, што е далеку поевтино од останатите. Spring делува повеќе од симпатично. Скромните димензии ја најавуваат неговата основна амбиција, а тоа е да биде градски автомобил кој нема да загадува. Покрај тоа, формата потсетува на теренец, па ќе им се допадне и на оние кои го следат трендот. Амбиентот во внатрешноста дава измешани вредности. Тврда пластика, механичката рачна сопирачка, традиционалниот клуч со кого се врши стартување, се остварувања како кај класичните автомобили. Од друга страна нуди, меѓу другото, 7-инчен навигацијски систем со екран осетлив на допир, смартфон врска, паркинг сензори со камера и металик боја. Иако збунувачки, овој твист добро функционира. Каросеријата има 4 врати, исто толку и седишта. На задната клупа има малку простор за колената, но бележа 10 см повеќе простор отколку во Renault Twingo Electric. На почетокот на возењето прв пат доживеав да стартувам електричен автомобил со клуч кој треба да се заврти во 3 степени. Тргањето е мазно. Веќе од тој момент го слушате ротирањето на моторот исто така практично скроен. Тоа не ја оправдува скепсата кон електромоторот силен само 44 коњи, напојувани од батерија со капацитет од 27,4 киловат-часови. Имав рута од 25 километри низ кои ги запознав реалните употребни вредности. Во градскиот метеж низ кого се пробивав цели 45 минути, во ниту еден случај не се осетив инфериорно. Малиот Spring одлично се снаоѓа со својата навиду мала сила. Поради штедењето на тежината изоставен е добар слој на звучна изолација, што резултира со понагласени тонови кои доаѓаат од тркалата при рекуперација. Ниту управувањето не е идеално, но со секој извозен километар се сваќа суштината на Spring. Тој е наменет како ефтина солуција на електрификацијата за градски средини, каде се истакнува со практичноста декларираните 300 км во урбани услови, но и конективните технологии. Навигацијскиот систем работи безпрекорно, дури одлично реагира на давање солуции при грешка на возачот. Декларираната крајна брзина од 125 км на час е второстепен податок, но овозможува солидно однесување на автопат.
Dacia декларира дека досега се нарачани 20.000 примероци, а според планот до крајот на годинава е да се заклучат 26.000 испораки. Според цената, Спринг е најефтиниот, а по возењето заклучив дека е и најпрагматичен електричен автомобил што досега сум го возел. Доколку би имал потреба од исклучиво градски автомобил и би имал погуста мрежа за полнење, не би се двоумел околу купувањето на Спринг. За жал, македонскиот импортер на Dacia нема податоци дали и кога Спринг ќе дојде на нашиот пазар и која би му била цената. Дали Dacia ќе успее во масовната електрификација, рано е да се коментира. Тоа и појде од рака со Логан, одлично се вклопи со Duster, кој е најпродавен кросовер во сегментот. Но, клучно за електрификацијата се батериите и мрежата на полнење. Доколку групата Рено обезбеди доволно батерии за своите планови, тогаш романската пролет може да се расшири на сите 77 пазари на кои е активна Dacia. Ве поздравувам до следната средба за 7 дена, за која ќе имаме уште еден интересен модел на возење.